Шесте главни кандидати кои се борат за функцијата претседател на идниот состав на Европската комисија во ТВ дебата ја представија својата визија за Унијата. Кандидатот на Европската левица Нико Куе, белгиски синдикалец со потекло од Шпанија, повика на солидарност и промена на правецот на Европа. Постои опасност да ја растурат Европската Унија. Гледаме политики на штедење што се користат како насилство против земјите од Европскиот југ, затоа да не изненадува што луѓето се вртат кон радикални алтернативи. Погледнете што прават фашистите во Италија и Унгарија, но мораме да избереме. Или ќе ги поддржуваме пазарите, или ќе ги поддржуваме луѓето. Кандидатката на Зелените, германската европратеничка Ска Келер, се заложи за Унија која ќе штити планетата, социјална Европа, почитување на еднаквоста на жените и малцинствата и заштита на човековите права. Стина итно, имаме само една планета и мораме да ја заштитиме. Не можеме да правиме компромиси и да чекаме за климата, затоа што уште не сме сигурни. Добро е тоа што знаеме што треба да направиме. Има надеж за подобра иднина, но за тоа ни требаат храброст и промени. Чешкиот европратеник Јан Захрадил од европските реформисти рече дека ќе се залага за пофлексибилна и децентрализирана Европа и за комисија која еднакво ќе ги почитува и ќе соработува со сите членки, а не да им држи лекции. Најголемиот проблем е тоа што на обичните луѓе во Европската Унија не име грижа за секојдневната политика. Смачено им е од бескрајната ЕУ интеграција. Мислат дека ЕУ им се меша во животите, им се заканува на традиционалниот начин на живот. Затоа поддржуваме европска интеграција, но сакам ЕУ која ќе работи помалку, но подобро, рамнотежа меѓу европското и националното. Еврокомесарката за пазарна конкуренција Маргарет Вестагер како приоритет ги издвои рамноправноста на жените, борбата против климатските промени и владењето на правото во секојдневниот живот. Гледаме како земји ги менуваат даноците во Холандија, Ирска, Луксембург, Белгија, Малта и Кипар, затоа што промените доаѓаат. За мене даночен рај е местото каде што сите си ги плаќаат даноците. Главниот кандидат Манфред Вебер од Европската народна партија рече дека се залага за моќна и демократска Европа и Европска комисија која ќе биде блиска до граѓаните и ќе се занимава со нивните конкретни проблеми. Би му понудил на американскиот претседател да се договориме за индустријата и трговијата, но како партнери. Ако не терате, ЕУ ќе се спротистави. На Европската Унија и требаат сила и единство, затоа мораме да зборуваме за механизмот. Постои идеја за едногласно носење одлуки и затоа Европската Унија не може да реагира, не е доволно брза, затоа мора мнозинството да ги носи одлуките. Шестиот кандидат во трката за функцијата на Жан-Клод Јункер, холандскиот политичар и во моментов подпредседател на Европската комисија Франс Тимерманс, порача дека верува во европско единство и повика на реформи за што поголема еднаквост, владење на правото и борба против климатските промени и насилството над жените. People who used to vote for my party and many parties here are now voting for nationalist parties, sometimes even extremist parties. Луѓе кои гласаа за мојата и за други партии овде сега гласаат за националистите, понекогаш и за екстремистите. Самите сме виновни. Не ги убедивме да останат со нас. Веруваа во тие предлози, но сега се разочарани. Погледнете што и направи Брекзит на Британија. Не се изгледа како игра на тронови на стероиди. За време на дебатата, кандидатите не споменаа ништо за проширувањето на Европската Унија. Изборните анкети покажуваат дека десницата од центарот ќе остане најголемата група, но една друга анкета покажува дека поголемиот дел од европејците веруваат дека Унијата може да се распадне во наредните 10 до 20 години. Според анкетата нарачана од Европскиот совет за надворешни односи, а изработена од Југов, третина од французите и пољаците и над четвртина од германците веруваат дека може да почне војна меѓу земјите членки.